the sea, there's a hope for you and me. Across the ocean, mountain high, there's a sky where we could fly. There's a sky for you and I. Sky for you and I. I'll change my name. Left the heart full of pain. Down where a water running free, there's a hope for you and me. There's a love that I can see. Love that I can see. Време е за муабет на 105.2, како што најавивме, пријатели, во нашето студио попладнево е Џими Роџерс, пејач, композитор, текстописец и гитарист со меѓународна кариера. Здраво живо и добре дојдовте. Здраво живо, здраво и на вас, фала за поканата. Сега знам дека сте збунети со овој класичен скопски муабет, нека не ве мами ова уметничко име. Џими Роџерс е уметнички алијас на Владо Поповски, познати како Лаци. Роден во Скопје, израснат во Скопје, матуриран во гимназијата Јосип Броз и дипломиран на факултетот за физичка култура. Во кој момент Владимир Поповски Лаци стана Џими Роџерс и како се случи тоа? Па вака еве да се надополнам на оваа твоја најава. Јас студирав спорт во Македонија, во Скопје, и во своите млади години бев и активен скијач, пошто од мојата фамилија татко ми беше еден од дојаните на скијачкиот спорт во Македонија и како мало дете со него, нели, нормално ме влечеше секаде натаму наваму по планиниве низ Македонија и направи скијач од мене, така да После гимназиските денови се одлучив да идам да студирам спорт и имав и своја скијачка кариера како млад и понатаму ствари ме интересираат доста јазици странски и направив некакви релации да одам прво во Германија, после од Германија за Аустрија, работев со скијањето, да, работев како инструктор по скијање првите 3 години тамо и тоа ми беше базата уствари како и што отидов. И во кој момент гитарата ги надвладеа скиите? Па интересно, мислам, ја нели уште овдека уште од млади тинеџерски денови почнав да се занимавам со музика, уште од мало дете ме интересираше све тоа. И онда тамо имав една интересна средба, тоа беше крајот на 80-тите години, се запознавам со еден менаџер од Шладминг од Аустрија, во една варијанта каде што свирев тамо во еден хотел, една убава пријатна вечер и он ме слушаше тогаш и вика од кај си, што си, нели, правиме муабет онака. И вика дали би имал интерес ти во Аустрија тука да бидеш и да работиш со музика. И тоа беше за мене онака, вау, гледај се отвара некоја нова ситуација во животов, као why not, нели, зашто да не. И онда се договарам со него и тоа беше мај месец 91 година, односно крај на зимата 91, ја правиме договор и онда почетокот на мај 91 веќе бев таму у Шладминг, од кај што беше човеков Алберт Тринкар, уствари мој прв менаџер воопшто во музикава тамо во Австрија. И така почнав со него и како името дојдовме до тоа да измислиме некој псевдоним, буквално онака пишувавме на ливчиња. Зашто не избравте некој по-германски, да речеме, не ли беше логично? Не, тој ми се падна, знаеш. Како по случаен избор. Така се падна тоа. Имаше разноразни предлози и онда тоа го одбравме, знаеш. И онда Значи нема врска со Џими Роџерс, чикашкиот блуз гитарист кој свирал 50-тите, 60-тите со Муди Вотерс. Така, често пати сум бил прашувани на таа тема, нели? Еден беше кантри од Тексас, другиот беше од Луизијана, нели, блузер. И ја викам, не, јас сум оној третиот. Уствари, кога ќе се од од Македонија.
Да, и така да тогаш се формира тоа 91 година, така почна таа моја фирма као Jimmy Rogers Music, така сум и регистрирани ден денеска сите тие колку се 33-35 години. Работам со тој псевдоним и така ми се вика и таа моја фирма и тоа моје уметничко име. Снимам албуми, настапувам на разни манифестации, од мали до големи, средни и така. Ова што го слушаме во заднина е музика од вашиот албум Последен ми се чини, иако вие сте веќе во подготовка на нов што ќе го направи предпоследен. Тоа е практично албумот Вагабундо, инструментал, две гитарско дуо, вие и Харисон. И ова е музика што веројатно малкумина знаат дека ја свирите вие. Дај да послушаме малку за да им стане јасно на луѓето зашто сушност ние правиме муабет. Длабоко. Чист воздух во етерот. 105.2 О2. Натаму слушаме музика од последниот албум на Джими Роџерс заедно со колегата по гитара Харисон. Од проектот Вагабундо беше префинет во узбудлив спој, би рекла, од некои смут джез, нью ејдж, етно елементи, па малку и кантри. Практично вие имате и кантри албум, имате и блуз музика. Дали е експериментирањето, да речеме, вашиот начин на музичко размислување? Па да, може слободно тоа така да се формулира, да се каже. Обично, нели, слушателите и публиката сакаат да те уврстат, или тие што ти ја свират музиката, или тие продуцентски куќи сакаат да те спакуваат во некоја фиока, што ако е човек креативен и вака, знаеш, тоа на некој начин може да биде одредено ограничување во таа креативна смисла. Јас одбрав еден таков пат во животот каде што работам као независен артист, значи индепендент, и немам некакви тешки договори со некакви продуцентски куќи и така натаму, и музиката ја работам и ја продуцирам сам со колеги кои што се искусни работници во овој бизнис, и онда доваѓам до тие одредени форми кои што ги од прво од идеја понатака во доработка и завршна финална продукција. Така што ова што го слушнавме еве сега кратко или што оди кај вас веќе во програмава подолго време, Вагабундо албум со мој колега германец Харисон. Тоа е една збирка кога вака ќе не прашаат зашто станува муабет, тоа е уствари една збирка на world music уствари, каде што има елементи од едно, од друго, од трето и така како ги изведуваме ние. Во главном е тоа мелодична музика, значи не зборуваме за некакви тешки виртуозни пасажи, елементи и така натаму, него претежно во тој концепт на тој албум така го осмисливме да работиме мелодиски теми кои што се лесно приемчиви или полесно приемчиви. И често пати тоа и на концертите така ни се одрази во контакт со публиката. Нели обично после жив настап разговараш со фенови кој како е тука што сака да разговара, нели потпишуваш CD-а, плакати и така. И често пати отворено вака ги прашуваме, окей, како делува нашава музика за вас, на вас, или како дојдовте вие, кое доживување го имате. И често пати за тој проект Вагабундо имавме такви некои одговори каде што викаат кај вас на концерт кој ќе дое човек се осеќа као на некое патување.
ни побудува, не знам, чувство на море, негдека летна комбинација, или некој, не знам, горе сум на планина, па гледам прекрасни пейзажи околу мене, врвови, Алпи и така натаму. Значи, доста шарено во принцип, али ги повлекува, значи, на некое патување. Тоа нивно доживување на нашата музика. Па тоа е, би рекла, голем комплимент. Јас да сум музичар, веројатно би била срекна да добиам таква оценка за својата дефинитивно, музика. Дефинитивно, да. Тоа те носи некако таа мандол композиција што е во таа една комбинација која бевме тука дојдени, бевме пар пати овдека во Македонија со Харисон и тука и го снимивме спотот во старата чаршија скопска. Мандол спотот може да се види, нели, на YouTube, имаме и така кликови, доста е тука. И тоа е уште позбунувачки, затоа што се гледа дека е во старата скопска чаршија, амбиент што го препознаваме, а музиката е апсолутно различна од се што може да биде произлезано од домашната македонска традиција. Да. И со него така го изработевме тој проект, беше доста интересен, работевме добри 8 години заедно. Така да оваа година април месец го завршивме тој проект. Всушност он е веќе сега на 8 сата северно живее во Германија. Не сме веќе така близко, јас живеам во Салцбург во Австрија и понатаму сме добри пријатели, така да еве и на ова ќе го напоменеме понатаму, нели, актуелнава акција сега со новиот сингл на македонски. И на таа песна како во приказна он го свири уводот со фламенко гитара. Слушајќи ве вака сега со тоа музичко патување, практично вие ја дефинирате и повеќе слојноста на вашата музика, во која што има од се по нешто, како што рековме, и New Age, и етномузика, и блуз, и кантри. Тоа веројатно не создава голема забуна, меѓутоа јас сум во забуна сега како да ви се обраќам, како Лаци или како Джими? Слободно, како ви се обраќаат луѓето? Слободно како Лаци, бидејќи овдека во градов претежно, а и низ Македонија што имам пријатели и фанови, ме знаат секако исто како Лаци, така да не е ништо наопаку. Таму во Салцбург, каде што живеете? Таму не, него јас овдека направив еден додаток на моето уметничко име како Джими Лаци Роџерс, така да и овие што ме знаат можат да отпочнат нешто со тоа. Добро, тогаш Джими Лаци Роџерс е во нашето студио ова попладне. Имаме повеќе причини за овој разговор, повеќе поводи за него, но најголемиот повод останува музиката која тој ја свири. Сакам денот што си оди, ја сакам ноќта јас. Утрата што минати се и ноќите во сон. Го сакам она што го немам сега јас, сакам се. Патеките по кои одам веќе не ги знам. Земјата на која спија мој иден дом. Ветерот со кого зборам единствено го знам, пријател мој. Јас знам, сепак еднаш ке го најдам својот дом и се ке мине како сон. Се ке мине во еден час, штом ке запрам јас, може би не се лажам пак.
картите на маса што се другар сум во ноки. Дал ке мине уште една долга ноќ. Пламенот од лампата и тоа е другар мој, еден од нив. Патеките по кои одам веќе не ги знам. Земјата на која спијам мој е еден дом. На 10 минути сме пред 16 часот. Скопје веќе почнува да пулсира во нов ритам, оној што го обзема редовно по крајот на работниот ден, но кај нас во студиото на 105.2 ритамот е умерен, смирен и навистина многу шармантен. Имаме гостин во нашето студио, гостин на 105.2 прв пат е Џими Роџерс, гитарист, композитор, текстописец и пејач по потекло од Скопје, по државјанство австриец во моментов, кој што го слушаме со една изведба, негова изведба на еден голем македонски евергрин скитник на Јаков Дренковски. Зошто ја вброите оваа песна во вашиот репертар? Оваа песна уште во мојата младост во Скопје беше многу популарна и тогаш кога искочи многу ми се допадна уште тогаш таа песна. Ја слушавме често и во друштво и натаму и така да поминале многу години, нели? И кога размислуваш вака од надвор, викаш, чекај, што е она мене што ме погаѓа, што е она мене стварно вака од натре што ме влече да направам, да препеам, да онадам. И онда така спонтано си помислив на таа песна и викам, зашто да не, ајде ќе пробам овдека да направам една моја верзија. Ајде пробам и ја да направам една метафора, можеби скитникот во вас го препознал скитникот од песната на Јаков Дренковски. Па многу веројатно и во подсвест некоја тоа така искочило на виделина. Предпоставувам дека е тоа и направив така некое свое чувство на таа песна како јас ја доживувам. Тука во однос на интрото на песната имам еден човек кој што ми свири кларинет, тој кларинет што го слушате. Он доваѓа тотално од друг жанр на музика, од народна музика, од Србија е тој момак што свири тука. И ни се уклопи многу интересно, така и да го земавме тоа како вака финална варијанта. Скитник е една од ретките песни отпеани на македонски јазик во вашата меѓународна кариера, која е главно инструментална и отпеана на англиски, но тоа набрзо ќе се смени. Така, слушам дека интензивно работите на подготовка на нов албум кој ќе биде исклучиво на македонски јазик. Тачно така. Еве во оваа прилика сум овдека сега дојден. Веќе готов и финализиран првиот сингл на македонски. Значи една песна веќе ја свирите овдека кај вас, беше и хит на неделата, како во приказна, и Под звездиве, втората. Тоа веќе го слушаме, Под звездите во моментов. Не. Ќе дојде сега. Ќе дојде Под звездите, okay. Така, добро. Кажете ми сега, Џими Лаци Роџерс, практично можеби треба да се одјави оваа песна и Поповски да се додаде, затоа што конечно и почнувате да пеете и на македонски јазик, што е навистина, предпоставувам, различен музички предизвик за вас. Па тотално нешто за мене, како да ви кажам, као нешто тотално ново, као да доаѓаш пак повторно во некој нов свет. И многу сум мотивиран, ми дава некој така нов инпут, нова инспирација. И пред се, како во приказна, таа е песна работена па скоро добри 7-8 месеци, во 3 студија ја работев. Овдека имам и соработка со наша прекрасна пејачка Андријана Јаневска овде во Скопје, во Македонија, нели? И со нив направив соработка, со неја и со Гино, со нејзиниот сопруг и нивното студио, Гиновски студио. Еден дел од песната е тамо работен, значи пратечките вокали ги пее Андријана. Во Салцбург се работени останативе работи и онда ја финализиравме исто во Салцбург, значи миксана е со тие
апарати на Џорџо Мородер, познат, нели? Значи, ова ќе биде мултинационален албум на македонски Па јазик. така некако му доаѓа, така се врти ветеров, така искача. И сега, бидејќи на социјалниве мрежи, вака што ги имам фанови, нели, горе, Германија, Аустрија и така натаму, во наши македонци исто во страни земји, го гледаат ова така необично. Сега, на некој начин, веројатно и е необично, али јас така сакам едноставно да направам тој некој спој на тие мои ноти со македонски текст и за мене е голем предизвик. Одредени веќе, па да речам, скоро половина од материјалот горе-доле е тука 80% готов. Рачунам, значи, нареднава зима, негдека, ако биде све окей, здравје да не држи, до средина на 26-та година би го спакувал, мислам, цел албум да биде на македонски. Ова што сега го слушаме е слоу блуз, а блузот, рековме, е една димензија од вашата музика која е навистина повеќе слојна. Како би го опишале музички новиот албум кој се подготвува сега на македонски јазик? Па него би рекол дека е вака, ако би се сумирало во едно, тоа е сингер-сонграјтерски албум, ствари кант-авторски албум, да речам, нели? Со тоа што имам употреба, си ја зимам таа слобода на различни инструменти да ја укомпонирам во таа финална изведба. И така во една сумирана реченица би рекол кант-авторски албум. Добро, тоа е, да речеме, жанровска дефиниција. А инаку како би го дефинирале? Со што се занимавате? Тематски? Па, видете, јас вака би пробал тоа да го објаснам. Нели домаќинство едно, готвиме храна. Така. Денеска викаме, се договараме што ќе правиме, шпагети. Океј, правиме шпагети, така. Ти сакаш салата? Да, сакам салата, може и салата, океј, правиме и салата. Утре што ќе правиме за ручек? Пример, гравче би било добро, нели, за промена. И сега правам вака чисто паралела една, значи не се ограничувам во смисла ова све треба баш блузерски да звучи, за да го спакувам да биде во блуз фиока, не. Значи имам одредени елементи кои што веројатно ќе се препознаат, имам одредени елементи и на тие периоди каде што сум свирал чисто рок музика, може би ќе има, сигурно ќе има елементи на тие некои кантри звук елементи внатре, има интересни емотивни балада моменти, така да ќе биде шарено. Тоа е баш чисто и повикан од реакцијата на публикава после концертиве каде што викаат нашето музичко, односно патувањето музичко со вас е како едно шарено патување. Значи, што сака да каже, валјда не доаѓаш во ситуација да бидеш, да достигнеш досаден момент. Значи, шарено е. Доста е музички шарено. Па добро, тогаш да слушнеме дел од тој орнамент, представувајќи ја прв пат под звездите на програмата на 105.2, песна од новиот албум на Джими Лаци Роџерс, прв албум на македонски јазик. Така. Еден пат под ведро небо, еден пат под облак сив, чекор лево, чекор десно, по некој сон, по некој стих, наоколу, надалеку, насекаде, под звездиве. Има ли надеж, има ли среќа, една надеж за сите нас, љубов една полна вреќа, една љубов за сите нас, наоколу, надалеку, насекаде, под звездиве. Кај сме јас и ти во овој чуден свет, вода носи, време тече, секој све знае, права вистина, луда приказна,
Човек збори, а никој никого и не слуша. Дај ми среќа, една надеж за сите нас. Дај ми љубов полна вреќа, една љубов за сите нас. Наоколу, надалеку, насекаде, под звездиве, наоколу, надалеку, насекаде. Пријатели на 105.2, вие што тука ја слушнавте песната Под звездите на Џими Лаци Роџерс, една од првите песни од новиот албум кој Џими Роџерс го снима на македонски јазик. Сега, зборувајќи, слушајќи ја песнава и размислувајќи за неа, откривме дека таа практично не само оваа песна, туку и сиот албум поминуваат низ многу интересен процес на подготовка. Каков е тој процес? Па еве вака конкретно, значи за тој следен проект или проект кој е веќе отпочнат, да речем, бидејќи еве ние сега ги слушаме тие две нови песни. Јас во таа фаза на продукција немам притисок што сум многу радосен да морам во некој одреден период да го завршам. Бидејќи, како што рековме претходно, јас сум независен артист и дали ќе го издадам албумот во февруар или во јули, не прави голема разлика. И ја земав таа слобода да соработувам, значи, со музичари, со различни студија и да направам таков спој на финален продукт. Во денешно време, нели, конкретно сега, човек може да седи, например, како што сум јас во Салцбург, да соработува со две студија таму локално и да ангажира човек некој кој што, например, еве во случајов, например, како во приказна Андријана Јаневска и Гино, они ги снимија пратечките вокали за како во приказна во Скопје и ми ги пратија по интернет горе во Салцбург. И онда тие ние ги додаваме во продукцијата и во финалето, кога правиме микс и мастеринг, ги добацуваме тие елементи што ни требаат, нели, значи. Но тоа не било неопходно, вие сте избрале така да го направите. Јас така избрав, така, да. Очекувајќи веројатно некоја нова, поинаква димензија музичка во целиот тој материјал. Да, и тоа е тоа што во таков тип на работа, во таков тип на продукција ја прави интересна целава приказка, целава работа, нели, тој работен продукцијски процес. Имам, например, нели, во музикава конкретно технички вака има во денешно време веќе такви разноразни семплани саундови каде што човек користи бубњеви одсвирени лајв, па ги сече, па ги прави у студио и така. Ја реков конкретно во оваа варијанта, ова што слушнавме Под звездиве, све тоа лајв одсвирено, значи живи музичари свират. Тука свират све аустријанци, кај оваа Под звездиве што ја слушнавме. А во како во приказна е аустријанец е тој човекот што го свири бубањот и он има посебно студио кај што само бубњевите ги снима. И он добива првична информација од мене во процесот, кај што му праќам една демо снимка со клик одреден, значи во тоа темпо ја пеам и он на тоа го свири бубањот. И онда после тоа додаваме бас гитара, се свири уживо и така. Се надоградува. Навистина немам многу познавања за тоа како тече работата во едно музичко студио, но ми изгледа дека вие сте го одбрале потешкиот пат. Практично и слушајќи ве како зборувате за својата кариера, веќе речиси 4 децениска, и самото постоење и обстојување како независен артист е, предпоставувам, потешкиот пат во музиката. Да, дефинитивно. Да, јас го одбрав тој пат да бидам независен артист, значи буквално сам одлучувам што правам и како правам, зашто правам и така. И
Има моменти, нормално, и мислам, има и тешки моменти, али има и страшно светли моменти во целава таа приказка. Али самата слобода да се работи, она што исконски го осеќаш во себе, да го изразиш преку ноти и текст, еве во овој случај на македонски, што ми е нов предизвик, го прави тоа целото многу убаво и шаренолико. И тоа е тоа што ме држи и веројатно ме одржало сиве овие години да се занимавам со оваа работа и професионално да се занимавам. Знаете како велеа нашите стари, да ми е сега овој памет, можело ли нешто да се стори поинаку? Кога ќе погледнете сега наназад на сите тие години зад вас, по меѓународни сцени, не само во Европа, и надвор од Европа, далеку од Скопје, од вашиот роден град, од вашите пријатели, можело ли тоа да се направи поинаку или морало на таков начин? Па предпоставувам човек кој ќе направи една таква одлука, животна одлука, да иде во нова сфера, со нови луѓе, нов јазик, треба човек да е ментално отворен, многу битна работа. Ако човек се притиска со носталги, леле вака, ова, онака, значи си правиш тешко да ти биде на душата, неле? А вака ако ја како да речам се, тој збор на македонски ми фали, да го пребродиш тој момент на тие одредени, да речам, кризи, што е нормално, секој од нас човек ги има, онда ти е окей, знаеш, онда си во таа ситуација, работиш, делуваш, ствараш и нели она што ти е дадено времето во животот да го проведеш тамо каде што си. Но во прашање ова што ме викаш на тема на музикава, не верувам дека би направил нешто по другчие, бидејќи тоа е такво едно интимно искрено чувство према нотите, према музиката, така да дал си во Скопје, дал си во Никарагва, дал си во Торонто, не е битно кај си, ти мораш тоа да го изразиш. Па дали ќе пееш на афрички или на македонски или на енглески или без обзир, мислам, тоа е. Сепак не можам да побегнам од чувството дека една мала доза на сентименталност останала. Признајте, лани сте биле на годишнина на матура со своите пријатели од гимназијата Јосип Брз. Не, тоа си го негувам јас и каде и да сум и секогаш било така, си го негувам и дури сега еве имавме настап, многу убав настап имаме се во понеделникот свиревме кога го промовиравме новиот сингл овдека во Бија Гарден во Скопје во Дебар Мало. Многу убав настап и ми дојдоа мои другари од генерација. Така да ја нонстоп си ги анимирам, нив ми доаѓа, тука ми се стварно верна публика. Ајде малку гитарска романтика на 105.2.
Слушате попладневната тура на омиленото градско радио во раната вечер на Скопје. Веќе за некоја минута ќе зајде сонцето над Скопје, па можеби овој муабет со нашиот гостин во студиото Џими Лаци Роџерс ќе ви стане уште попријатно. Неговата музика некако таман фино пасува за првиот самрак и за рана вечер. Џими Лаци Роџерс е, да повториме за оние кои не се цело време со нас, скопјанец кој својата музичка кариера ја гради во Европа и надвор од Европа, но во овој период е повторно назад во својот роден град, работејќи на првиот албум на македонски јазик. Сега го представивме некои од новите песни. Ќе продолжиме да зборуваме за новиот албум и како после сите тие различни влијанија во музиката ќе се најде и ќе се препознае македонската традиција во новата. Ќе има ли нешто од македонската традиција во твојот прв албум на македонски јазик? Па вака планирам. И каков е тојот однос генерално према македонската музичка традиција? Генерално јас нормално си ја сакам, јас сум од овде и тоа човек си го носи во себе и треба да си го носи, да го изрази. Секако дека во моите ноти, сакал или не сакал, тоа ти е твој ДНК и ти на некој начин ќе го изразиш, тоа ќе го искажеш. Дали на начинот на кој што пеам во некои делови, дали на начинот на кој што ја свирам гитарата моја, ќе се слушне тоа, нешто се препознава. И често пати имам, например, каде што ме прашуваат странска публика, кога пеам или работам или нешто, некој елемент кога ќе убацам од Македонија, онда препознаваат дека е нешто малце другачие. И онда ме прашуваат од кај си, што е нормално, нели? Онда си ти автоматски изложен со таква работа како што сум ја, интернационално се движиш, ти си како и да е амбасадор на таа твоја земја од кај што доваѓаш, без да си во функција, него онака по дефолт што се вика, нели, ти си од тука и тоа е така, како што е и треба да биде така. И за тоа имам потполен респект, се разбира, и секдека тоа го изразувам и кажувам каде што сум во можност и да влезам во комуникација и така. Што ќе биде понатаму во однос на албумот? Јас во далечната 2016 година бев гостин на Макфест, нели познат македонски фестивал, и таму настапив со една моја композиција, можда ќе се сети некој, се викаше Моите 7 осмини, или на енглески пеам My 7-8. И тоа беше доста така некако необично и за нашава публика го препознаваат ритмов, свириме во 7 осмини, а пеам на енглески. Тоа беше тотално нешто ново. Може би малку страно тогаш во тој период овдека, зашто сега на зашто на енглески, зашто не на македонски. Така да, еве, меѓу другото, сега мислам, може би е и една ситуација во која што размислувам да таа композиција да ја обработам на ново и да отпеам на македонски. Зашто баш Моите 7 осмини? Тоа е некој спој таков со тоа, од каде сум и зашто сум и така. Инаку албумот си има таа нота на моите, мислам, тој звук што мене ме одликува, и во самото пишување на текстовите препознавам така интересни моменти за мене, што е нов предизвик, бидејќи до сега сите овие години сум пишувал и компонирам, мислам, текстовите претежно на енглески, нели? И така да ова ми е многу интересно и начинот на изведбата, на пеењето и така. Па дури сега работевме нешто на Диме Поповски, оваа Бела птица, например, и така некои други елементи, стари песни, кои што сакам исто, се обидувам така да ги обработам. Значи, не по секоја цена народни македонски песни, да не бидам сега погрешно сватен. Ние имаме во Македонија овде прекрасни исто шлагери, имаме прекрасни такви староградски песни. Не мора да биде по секоја цена фолк, да кажеме, во тој сегмент, ако земам нешто да одработам, бидејќи има овдека доста колеги што тоа го работат, нели? А ја следите ли македонската музичка сцена? Па следам, да. Па следам, и како ви се чини? Одредени работи, не све, нешто ми се свиѓа, нешто не ми се свиѓа.
Јас сум 63 годишен човек, имам некои своји изградени значи стилови, музика, што сакам, што не сакам. Често пати сум прашуван кај што викаат, чекај колку години имаш ти, и колку ќе се бавиш со оваа работа, нели? Ја искрено да кажам не размислувам дали понатака ќе се бавам или не, него едноставно се бавам со оваа работа. И како гек пред некое време некој кој ме вика, абе знаеш, вика слушна, вика Вили Нелсон, овој кантри пејачот што е од Тексас, нели? Абе вика на 90 години избаци нов албум човеков, знаеш? И ја викам, чекај, па јас со 63, значи ја уште барем 10 албуми ќе ги издам. Имате уште работа. Значи имам фора уште, нели? Значи на таа тема која ме прашуваш, многу сум мотивиран и сакам да работам и ова ми е многу вав предизвик да пеам на македонски. И дури сега, нели, во денешно време со овие социјални мрежи контактирам и со групи на наши македонци кои што живеат во странски други земји, нели? И нормално и овде во Македонија и така, и тоа ми е многу интересно. Тоа некако ми е многу интересно сега. Лаци, што е најубавиот момент од овие 40 години занимавање со музика по белиот свет? Моментот кога свириш убава гитара, имаш публика што те слуша, без обзир каде си. Тоа е една среќа неповторлива. И тоа е тоа што го бараш стално уствари. А што е најтешкото кога нема да се воспостави таа врска? Па најтешкото е можда, како да го кажам тоа, кога нешто те спречуваат разноразни некои други секојдневни околности и не можеш да си го избуткаш тоа што сакаш да го направиш во одреден момент. Например, тоа е можда еден детал така во нашава работа што те нервира. И си викаш, абе чекај денеска, например, многу помило би ми било да си свирев 3 сата у студио доле, него да идам сега да бркам некои рачуни, да плаќам некои глупости оно, знаеш. А дали некојаш сте помислиле дека подобро би било да останевте на скијачките патеки наместо да се патевте за Па види, тоа е исто, тоа е многу интересен момент. Ја мислам дека кај мене како човек, тоа што ме формирало уште и од моите родители и така, тој борбен дух, мислам дека тоа ми го пренесоа родителите, поготово татко ми, да се избориш за нешто. И мислам дека тоа во кариерата моја многу ми помогна, тој спортскиот момент. Германци ве викаат еа гајц. Знаеш, она кога се бориш, нели, кога ќе застанеш на старт и викаш сега морам да извозам до доле. Нели? Значи да, спортскиот дух е битен, многу не битен. само мислам кај мене во мојата кариера дека многу ми помогна тоа. Да бидам не искрен. само за музичарите, туку воопшто за сите. Да. Добро, да го привршиме овој муабет полека. Денеска е светски ден на филозофијата. Што би била, да речеме, вашата животна филозофија, вклучувајќи го и искуството со музиката и со живеењето надвор и далеко од Македонија? Ако си го препознаеш во себе она што го сакаш и стремиш кон тоа, секогаш постои пат. Биди истраен во она што го сакаш. Да, тоа е добра филозофија. Биди истраен во тоа што го сакаш и еден резултат ќе дојде. Дали порано или покасно, тој резултат ќе го добиеш и тоа ти е како оној шлак на тортава која ти ја сервираат некоја убава сладкарница, нели? Драги пријатели, беше тоа во студиото на 105.2 Џими Лаци Роџерс, гитарист, композитор, текстописец, пејач, наш човек со австријски пасош кој со задоволство се враќа назад во Македонија и кој работи на својот прв албум на македонски јазик. Во меѓувреме, ќе се разделиме со уште еден сингл од овој албум. Песната е насловена како во приказна. Што е тоа во песната што личи на приказна? Тоа оставам на слушателите да си го препознаат. Имав неодамна на еден коментар од моја другарка од гимназија, многу убав коментар, баш пријатно ме погоди, вика Лаци, фала ти што ни остави ваква убава песна. И вика, и она самата кажува во тоа, вика, мислам дека секој може да си препознае свој дел во оваа песна и во овој текст. Ајде сите на колективно препознавање. Драго ни беше што беше гостин во 105.2. Секој добро. Фала и на вас, све најубаво на гледачите, на слушателите. Вечерва мислите пак ти бегаат, полни се љубов и те милуваат.
Вечерва небото пак ти зборува на душата твоја и се додворува. Кој ли ангел тебе те донесе? Кој ли ветар ке те однесе? Која ли душа да те зборува? Дал си вистина или смислена? Еден ангел, еден лет, еден живот, еден век, та љубов вечна запишана во рај. Еден човек, еден свет, еден живот, еден век, та љубов вечна запишана во рај. Вечерва е луда, млада, искрена. Има толку многу да ти раскажува. Вечерва е таа твоја единствена. Полна е звезди и ти се радува. Кој ли ангел тебе те донесе? Кој ли ветар ке те однесе? Која ли душа да те зборува? Дал си вистина или смислена? Еден ангел, еден лет, еден живот, еден век, та љубов вечна запишана во рај. Еден човек, еден свет, еден живот, еден век, та љубов вечна запишана во рај. Дал си вистина или смислена, како во приказна? Како во приказна? Како во приказна? Како во приказна? Diši dlaboko. Radio. Ubamara.